Здраво, јас сум Дарко. Здраво, јас сум Видосов. Здраво, јас сум Адмир. Јас сум Јане Никодиновски. Јас сум Дејан Дојчиновски. Јас сум Горнија Стоковски, играм кошарка. Јас сум Виктор Бошковски. Јас сум Радован Петровиќ, играм кошарка исто во Горија. Јас сум Филип Кралевски, Unified партнер од специјална олимпијада. Ние сме дел од Unified екипата на специјална олимпијада Македонија. Ова се 8-те момчиња од Unified кошаркарскиот тим на специјална олимпијада Македонија. За да ги запознаете подобро, ќе ви откријат детали за себе. Го имаме до мене раперот на драперите, музичар, тој ни игра, тој ни прави шоу во екипата и воопшто каде да гостуваме. Знам за Радо дека вози точак, за Радо знам дека носи стегач, знам дека е голем рапер, знае да рапува. Миро се заборава пред телевизор, сака да седи да гледа утакмици од сабајле до вечер. Миро шета по парк, по кафчина, за да го насмее човеко. Дека сме Unified партнери за кошарка. Добро. Дека тренираме секој ден за кошарка, ги вежбаме пикеровот. Добро. Утрчување. Добро. И дека е добар шутер. Ги знае сите играчи у NBA и у АБА лига. Филип знам дека е економиста, дека е женет човек, дека има детенца. Па јас знам за Деко дека го гледам почесто вози точак, спортува, со Unified играме кошарка со нив. Виктор е прав спортист, он тренира редовно, вози точак, планинари. Е само една дилема јам, не знам дали најава за работнички или за МЗ. Најголем мангуп е у екипата, дефинитивно. Сите девојчиња што ќе дојдат дали да гледаат тренинг, дали утакмици или нешто, него го сакаат. Одно имаме проблем после со телефони, давање, што? Леваке, многу е тежок да се чува, има добар шут. Необичен уникатен тим, кој што функционира по Unified концептот застапен во специјална олимпијада. Unified тимот е составен од 5 играчи, од атлети со посебни потреби и тројца играчи, атлети, кои што ги нарекуваме партнери, односно лица без интелектуална попреченост. Критериумите за селекција се следните, односно хронолошката нивна возраст треба да биде приближно иста, нивните способности и специфични вештини треба да бидат на приближно исто ниво, за да може да соработуваат во играта. Се разбира, тоа се основните и најважните критериуми, меѓутоа и социјалните вештини како комуникацијата и можноста да соработуваат, односно во група и да се адаптираат за потребите на групата, се исто така важни во изборот на атлетите. И за прв пат Македонија со овие момчиња се надпреварува во Unified кошарка на летните олимписки игри на специјална олимпијада, кои се случуваат 25 јули до 2 август во Лос Анџелес 2015. Во тренажниот процес многу вложуваа, сведочевме за тоа, бидејќи предизвикот беше огромен и не само спортски, туку ги предизвикуваше и човековите вредности. И како Unified партнерите се вклопија со атлетите на специјална олимпијада. Да научив како да бидам по рапер. Од Виктор научив асистенци, дава многу добри, така да научив кошаркарски како подобро да додавам. Не гледаме ние бар на тренинги, на надпревари, не гледаме никакви разлики. Едноставно, тие сме што сме истата љубов имаме према кошарката и затоа немаме никаков проблем у комуникација ни пред, ни за време тренинг, ни после тренинг. Процесот на учење е од двете страни. Се надевам дека оние те научиле од нас, и доста и ние научивме од нив. Одлично избалансираниот тим се впушти во авантура на летните олимписки игри Лос Анџелес 2015. Амбициозни за игра, а скромни во очекувањата, од Америка се вратија со сребро наградите. И како поминаа? Таму сме шетале, имаше како нешто таму олимписко село едно. Тоа е стала дека ќе играат Лос Анџелес Лейкерс во летно време. И таму бевме, трениравме, шутиравме, се спремавме, се сликавме со прстенот шампионски, така. После тоа бевме исто време во истата сала тренираат и Лос Анџелес Кингс, тие се хокеј тим познат. И таму се сликавме со познати хокејари. Салото на состаноци на Лейкерс. И тој што ми е главниот тренер, рече кој ќе погоди кој се снима на Лейкерс, значи тој е шампион. И јас седнав на неговата, баш местото на Лейкерс. На Коби Брайан. 12 одиграни мечеви во олимписки сали. Кои надпревари ги паметат?
Уругвај со Италија, со Таа сме тепа? Германија мислам дека исто. Не игравме со Германија. Со Кајмански острови, на крај со брг на слонова коска. Со Кајмански острови требаш. Ние ги На крај трепавме. изгубивме нив финале. Ние ги трепавме. Италија Да, пред тоа победувавме. Морам да го пофалам горе на прерод со Панама. Губевме 4-2 и он ја даде тројка кога беше одлучувачки момент на некои 20 секунди до крај и победивме со неговиот шут. Убаво беше, игравме многу убава сала, таа е на коледжот USC. Значи беше баш онака во НБА да играме. Јас стварно во подобра сала не сум играл. Игравме прави принцип на Unified кошарка. Имаше екипи кои што играа, партнерите форсираа многу и силуваа како се икони да даваат кошеви. Ние не бевме такви, не ради тоа дека ние индивидуално имавме некоја, не знам, кодекс, него едноставно дечки играа многу добро и немаше потреба ние да притискаме многу повеќе. Едноставно они самите изнесоа огромен процент од утакмиците. Значи ние кога ги тепавме тие три утакмици што беа битни, у тие три утакмици односот на поени беше 70-30 однос на дечките. Значи они дадоа 70% од кошевите со кои што победивме, така да фактички стварно е заедничка победа. Не е победа, не знам, заради Нафичо висината или заради нас, него заради буквално сите, кај што Горијан еден тон тројки дае, не можеш да промаши. Јане дае еден тон тројки. Миро ти е најболи одбранбен играч во цела екипа ние. Значи не може никој да го помине. Адо дај и поени плюс играше одбрана. Се фрлаше на терен. Виктор што да Сека топка. Виктор прав капитен. Трема немаше, имаше позитивна трема што не тераше да бидеме сконцентрирани на надпреварот, да дадеме све од себе, максимум, не се плашевме од никој и се бодревме меѓу себе. Пред надпревар имавме разговор, краток, Пере имаше како главен тренер обраќање пред надпреварот. Со Италија го одиграа најтешкиот меч, но тоа е веројатно и највредната победа која ги носи до финале. Што ги советуваше тренерот? Кога спиеме да мислиме само на кошарката. На кросоверите и на утакмицата. И на кросовери може. Дека ќе влезе топката у кош. Ау да, кога ќе влезе топката у кош. Пред и после вас ќе се зборува за Unified кошарка. Дали сте свесни дека до сега сме направили огромен резултат? Вие резултат постигнавте. Направите. Денеска одлично изигравте сите, видовте, ви кажа, дека може без секого. Ако сме екипа, можеме без секого. Мислам да не се брза, да се игра смирено, а не се... Да не се караш. Мислам да не се... Бидеме, значи, играеш тимски да играш. за еден. А тренерот имал посебен концепт за капитенската улога за секој меч. И на секоја различна утакмица се одлучувавме за различен капитен, зависно од претходната утакмица кој придонел најмногу за екипата, така го нема? Да, така. И ти беше наш капитен? Да. Адо беше капитен, Јане беше капитен една утакмица, Миро ти беше капитен, така? Виктор и ти беше една утакмица капитен. Така да сите беа капитени. И низата од победи, се до последниот со брегот на слоновата коска. Овој тим го носат до сребра. Ова сребра е мотив да продолжиме да работиме, да вложуваме и да веруваме едни во други, да веруваме во нашите спортисти, да веруваме во нивните квалитети, да веруваме во овие предста луѓе кои што имаат своји способности и вештини, кои што тие вештини ги покажа и сега во Лос Анџелес. Помире ќе памтам, не знам, па се убави работи, голем град. По среброто ќе памтам. То сега ваков тим со ваква борба. Салата беше убава, голема, огромна. Имаше простор за играње. По медалјата, по победите, по дружењето, по цела екипа, што се дружевме, што се водревме и што имаше добро соигрувањето, пик-н-ролот, откривањето, храната, цел свет, плажата и дадов едни поени. Многу јаки. Против Каменски острови беше. Тешки поени. Многу го се поминавме, добро се дружевме. Станавме тем поблиски другари сите него што сме биле пред тоа и
научивме како да се забавляме и да губиме и да победуваме едни со други. Секој девојче сакаше да се слика со мене. Луѓе вика, мога слike си направи, викам, така. Вика, тоа е, вика, една се оди во Америка. И тоа, ки го памтам и тоа, плажите кога сме били таму да спанаме. Едноставно, не знам, животна школа, животна лекција и е нешто што не може да се од ниедна, не знам, од книга или од нешто да го научиш или да го видиш на телевизија или да го прочиташ, него само да го доживееш. А Америка и покрај медалот им оствари некои спортски желби. На средбата пред заминувањето ни ги открија посакувањата, а постфестум ни споделија исполнување од желбите. Убаво се случи, не дај Боже, нека повреда, овој пат не носиме лице физиотерапевт, до година би сакале, нели, или наредниот пат, некој физиотерапевт на нас да дојде, нели? Така? Физиотерапевтка помошник. Ќе памтам како ја и Рашо бевме на масажа после утакмица и имавме време после 2 сати можевме да отидеме на масажа. Се расположивме, ме масира убаво, него и не врати у форма. И после што се договоривме, ако тепаме наредна утакмица? Кидеме на масажа сите екипа. И отидовме ли? Да. Цела екипа? И масажите, и кошарката, и тајните, и љубовите, и се што го чини животот, меѓусебно се дели во оваа екипа. Се разбира, како и прославите. Кои се најдобри? Едно голямо благодарам од името на цела специјална олимпијада, за нашиот најдобар тренер, за трудот што го вложуваш, за сите наши дечки што ги мотивираш и благодарам за големиот успех што ги донесе нашата цела екипа на Олимписките игри во Лос Анџелес. Ти посакувам многу среќа. На секое поле. И за нашиот Unified партнер Рашо, поклонот што му го должевме. Цела делегација од специјална олимпијада од летните олимписки игри 25 луѓе. Фала многу на целата екипа и на сите што им текна за еден ваков прекрасен поклон, тоа што како што мене оваа година ми обележа специјална олимпијада и целото дружење и све тоа што се случи, така ми остави еден поклон кој ќе ми остане за секогаш. Прекрасен поклон, како искуството. Животните искуства не прават побогати, а кошарката е само пат како да се стигне до тоа за оваа екипа на специјална олимпијада Македонија.